Со цел подигнување на свеста кај населението за донирањето органи, што би значело спасување човечки животи, Сдруженијето Храбро срце ќе биде активно и оваа година. Членовите ќе се залагаат да се обучи тим за отстранување на веќе поставените пумпи, бидејќи во нашата земја досега тоа не е направено, како и за реализација на дадените ветувања од Фондот за здравствено осигурување. Како главна активност која е предвидена во програмата за 2021 година е едукација на трансплантацијскиот тим за експлантирање, односно отстранување на веќе поставената пумпа, бидејќи тој оперативен зафат е доста сложен, а потоа следува трансплантација на срце. Тоа е специфична процедура која досега во нашата земја ниту еднаш не е извршена, по која би следувало евентуална трансплантација. Понатаму очекуваме повик од нашите болнички координатори за термин кој треба да го даде Министерството за здравство, благодарно за претходната можност што ги направивме првите ХЛА испитувања, меѓутоа прв пат ги направивме со помош на Фондот и Министерството за здравство на 28.5.2020, меѓутоа тие испитувања се прават на секои 4 месеци, а не еднаш годишно. Исто така, во следна активност наша е да иницираме дополнување и измена на Законот за трансплантација, поради големиот интерес од граѓаните за тоа како може да станат потенцијални донори и ќе иницираме воведување на донорски картички по примерот на соседните земји, како и можност за пишување на возачките дозволи, да пишува кај тие луѓе кои сакаат да бидат донори. Исто така ќе се продолжи и со емитување на видеоспотовите, во кои со своји изјави ни дадоа поддршка многу истакнати афирмирани здравствени работници, уметници, глумци, пејачи, спортисти, музичари и слично, како и разни поддржувачи од земјата и од странство. Во годината што измина, Сдруженијето Храбро срце преку различни активности го отвори прашањето за донирање органи во нашата земја. Како здружение, нашите изминати активности што ги имаме изреализирано се бројните гостувања на сите наши членови на телевизиите од национален и од локален карактер, со цел промовирање на кампањата во нашата земја. Првиот дел од кампањата најде на голем интерес од граѓаните, информирањето на пошироката јавност за тоа до каде сме со реализацијата на нашите барања кои се доставени до Фондот за здравствено осигурување за бесплатни контролни прегледи на пациентите, понатаму покривање на трошоците за замена на батериите како и лентите за ИНР. За овие работи претседателот на нашето здружение е во постојана комуникација со надлежните, за што сме многу благодарни. Дел од пакетите се прифатени од страна на Фондот, за тоа што сме исто така благодарни, но се уште не е почнато да се спроведува таа помош, односно олеснување за ваквите пациенти, да имаме бесплатни контролни прегледи. Очекуваме набрзо да се случи тоа. Исто така во градовите низ нашата земја беа дистрибуирани пишани материјали, флаери и брошури со цел секој граѓанин да се запознае со нашата работа, а со тоа и да почне да размислува за можноста за дарување органи. Инаку минатата година Сдруженијето изгуби неколку своји членови. Оттаму велат дека секојдневно расте бројот на лица со срцеви проблеми, така што нивниот најнов член е пациент на 30 годишна возраст со вградена пумпа.